Влада, професор доктор Христијан Мицковски, почитуван министар за внатрешни работи господин Панче Тошковски, почитуван заменик министар за внатрешни работи, почитуван господин државен секретар Сашко Петрушевски, почитуван господин директор на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев, почитуван заменик директор на Бирото за јавна безбедност. Почитувани гости, драги колеги, со особена чест, длабока почит и искрена гордост, денес ја одбележуваме 81 годишнината од постоењето на Одделот за заштита на определени личности и објекти. 8 децении и една година не се само бројка, тоа е историја исполнета со одговорност, предизвици, жртва и непоколебива посветеност кон безбедноста на највисоките представници на државната власт и објектите од државен интерес. Тоа е континуитет на професионализам што се пренесува од генерација на генерација, од првите припадници на одделот па се до денешниот состав кој достоинствено ја продолжува таа мисија. Одделот низ годините се развил паралелно со државата, прилагодувајќи се на новите безбедносни ризици, на технолошките промени и на современите стандарди на работа. Но едно нешто останало непроменето – нашата основна вредност довербата. Во изминатиот период, со заеднички напор, спроведовме значајни реформи во работниот процес. Воспоставивме модел на функционирање кој става силен акцент на превенцијата и аналитичкиот пристап. Наместо реакција, по настан, градиме систем што препознава ризик, пред тој да стане реална закана. Развиваме модели за дефанзивно електротехничко обезбедување. Ги унапредуваме протоколите за физичка, техничка, хемиско, биолошка и радиацијска заштита и воведуваме современи аналитички процеси за изготвување анализи на потенцијален ризик во координација со Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, Военно-безбедносната служба, Армијата на Република Македонија, како и со сите организацијски единици во рамките на Министерството за внатрешни работи и Бирото за јавна безбедност. Овие партнерства представуваат пример за институционална координација во интерес на националната безбедност. Со тоа, одделот не само што ја големува својата ефикасност, туку постави и нови стандарди во рамките на полициското работење. Особено е значајно што овие унапредувања се возможени преку создавање цврста правна основа со изготвување на нов предлог текст на уредба за обезбедување на личности и објекти, со што се обезбедува јасна нормативна рамка, прецизно дефинирани надлежности и повисоко ниво на институционална координација. Но дозволете ми да истакнам нешто што е подеднакво важно како и секоја техничка или организацијска реформа, а тоа е човечкиот фактор. Паралелно со професионалниот развој вложивме во напредување на меѓусебните односи, во зацврстување на хиерархиската почит и во градење организацијска култура заснована на интегритет и одговорност. Без меѓусебна доверба, без дисциплина и без јасно дефинирани улоги, ниту една институција не може да функционира успешно. Нашите достигнувања не се само интерна гордост, тие представуваат конкретен придонес кон стабилност и сигурноста на државата. Тие се познати од институциите со кои соработуваме и од сите партнери што ја препознаваат нашата професионалност. Господин министар, господин директор на Бирото за јавна безбедност, сето ова не би било возможно без вашата поддршка, зашто искрено сме ви благодарни. Драги колеги, на сите овие успеси суштината сте вие. Секој припадник на одделот за обезбедување, без разлика на работната позиција, чинот или годините стаж, е дел од овој успех. Од искусните колеги кои со деценија градат институционалната меморија, до помладите генерации кои внесуваат нова енергија и современи пристапи. Сите вие сте столбовите врз кои почива овој оддел. Вие сте тие што стоите на првата линија на одговорност. Вие сте тие што носите одлуки под притисок. Вие сте тие што со дисциплина и смиреност ја гарантирате безбедноста и кога условите се најсложени. Вашата пожртвуваност често не е видлива за јавноста, но таа е суштинска за функционирањето на институциите. Вашата професионалност не се мери само со успешно завршена задача, туку и со способноста да се спречи инцидент пред да се случи.
Денес, пред највисоките представници на државата и пред нашите гости, сакам јасно да нагласам, вашата работа е препознаена, вашата посветеност е ценета и вашиот придонес е значаен. Оваа 81 годишнина не е само прослава на минатото, таа е обврска кон иднината. Обврска да продолжиме да се надградуваме. Обврска да инвестираме во знаења и обуки. Обврска да останеме отпорни на новите и се покомплексни безбедносни предизвици. Светот се менува со забрзано темпо. Заканите стануваат порафинирани, технологијата напредува, а од нас се очекува секојаш да бидеме чекор пред нив. Тоа бара храброст, но и мудрост. Бара дисциплина, но и флексибилност. Бара тимска работа, но и лична одговорност. Убеден сум дека одделот за обезбедување ја има таа сила. Имаме традиција што ни учи на истрајност. Имаме искуство што ни учи на предпазливост. Имаме кадар што ни уверува во успех. Нека оваа свеченост биде потсетник дека сме дел од голема и значајна приказна. Приказна што трае 81 година. Приказна што ја пишувале генерации професионалци пред нас и која денес продолжуваме да градиме ние. Да продолжиме со истата посветеност, да градиме иднина со храброст, интегритет и визија. Да останеме пример за професионализам, лојалност и доверба. Зошто? Покрај примарната задача, заштита на телесниот интегритет, должност ни е да заштитиме достоинството на штитената личност. Во името на раководството ви изразувам искрена благодарност на сите вработени во одделот за обезбедување, за вашиот труд, за вашата дисциплина и за вашата непоколеблива служба. Нека ни е честит 81 годишнината. Нека ни е чест да служиме. Нека е вечна Министерството за внатрешни работи, нека не е вечна Македонија. Ви благодарим.